Добар ден, се враќаме во отвореното студио на Еден телевизија, Студио Еден. Со мене Сашо Ордановски, вашиот водител секој понеделник. Влегуваме полека, газиме во попладневниот дел од програмата, а кога пред само час или два поразговаравме со нашиот метеоексперт Славчо Поповски, надвор веќе почнуваше да се спрема некаква бура. Славчо, во меѓувреме ветриштата се засилија, а можеби температурата опаѓа или јас грешам? Точно така, доаѓа онаа нагла промена на времето која ја најавивме. Таа доаѓа од север? Од север, значи се работи за доста студен фронт, кој подека се спушта од север и ќе услови засилен до силен ветер од северен правец, значи како што напоменавме, ударите повремено ќе достигнуваат брзина и до околу 80 км. До кога ќе трае тој ветер? Мислам дека ние имаме и инсерти од денешното невреме, ова што веќе трае на скопските улици, нешто фотографии, нешто инсерти за тоа дека веќе и дрва се срушени. Знам дека на Партизанска пред бензинската пумпа, мислам дека беше малку и блокиран сообраќајот. До кога ќе трае ова невреме? Се очекува да потрае или ќе биде минливо? Ветерот, значи, со засилен интензитет ќе продолжи да дува и во текот на следните неколку денови. Значи, ќе продолжи ова промена на времето. Добро, 3 до 4 дена. 3 до 4 дена. Температурите нагло ќе опаднат? Нагло и тоа дури за околу 15 степени до утрешниот ден. И веќе како што напоменавме, од среда можеме да го очекуваме и првиот мраз за сезонава, особено на повисоките места и планините. Тоа ви е таа позната микроклима во Македонија и во Скопје, значи скокаме од време за бањање на време за скијање. За скијање, точно. Сите оние кои што вечера мислат да излегуваат без соодветна опрема во смисла на винтјакни, во смисла на подебело облекување, да се премислат, бидејќи ќе им треба тоа, претпоставувам. Точно така. За ноќеска ќе треба да се вадат и органите, до колку степени ќе падне температурата? Па вечерва, значи, очекуваме некаде температурите да паднат некаде до околу 10-тиот, па и под 10-тиот степен понекаде. Влегуваме во есента. Каква ќе биде зимава, Славчо? Зимата, значи, според најновите анализи, треба да биде нешто повеќе врнежи и постудена, значи барем од сега гледано може да очекуваме и повеќе снег за разлика од други години. Ќе има и повеќе снег, бидејќи навикнавме веќе на години кога практично снег и не паѓа. Сепак ова се уште неофицијални прогнози. Првични. Славчо, ќе се гледаме ние сезонава релативно често, бидејќи временските прогнози стануваат важен дел од нашиот живот и тие ни го менуваат и дневниот распоред, а има и луѓе кои што се многу чувствителни на тие промени временски, па им влијае на расположение, на здравието и така натаму, но во секој случај заклучокот е дека не е лошо од вечерва да почнеме да се сметаме како дека сме во официјално во есен, така и влеговме. Добро. Благодарам, Славчо, ќе се видиме подоцна повторно во програмата и во информативните емисии.